Лека ноќ. 20 часот, Телма телевизија. Вие сте на правото место. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ. Тука секоја недела дознавате последни. Јас сум Александар, а ова до мене е Јелена. Магистар Јелена. Поздрав до Facebook заедницата. Оттаму во моментов одиме во живо. Се извинуваме на твитерджиите и инстаграмчиите што и таму не сме во живо, но толку возможува науката и техниката. Бидете така. Ве носиме чекор за сите. Истражуваме кој е најголемиот проблем на македонците. Ова село е малце заглавено во analogic way of thinking. Вчерашна анализа. Какви коефициенти имаат партиите на предстојните локални избори? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекаат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Погледни поинако. Не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Епидемија на морбили во Газибаба. До сега се заразени над 10 деца, но се очекува бројот да биде поголем. Какви мерки на предпазливост треба да преземете? Да видиме. Како што јавуваат од истражувачкиот медицински центар при Facebook групата Мамички против болести, најдобар лек за морбилите е мачкање на пациентот со мешавина на сенф, наваличе и чувар на домот, помешани со мед од пчели, девици. Ако овој лек не успее, се препорачува посета на Славе од кравари, со што би се одредила брза диагностика за тоа кој го урочил вашето дете и што да превземете за тоа. За крај, на апсолутно функционалната Вибер група, хаштаг Здраво Таравари, успеавме да дојдеме до изјава од министерот која ја пренесуваме интегрално. Двојазичноста и тиранската платформа на која со месеци предупредуваа ВМРО ДПМН и граѓаните здружени во иницијативата за заедничка Македонија, веќе земаат замав во нашето општество. Дека тоа не се само празни зборови, говори наредниот прилог. ВМРО ДПМН доследно останува на својата заложба дека двојазичност во Македонија не смеј и нема да има. Тие велат дека ова што сака да го протурка СДСМ е еднакво и велепредавство и ќе доведи до уништување на Македонија и дека со тоа е загрозена унитарноста на државата. Оттаму уште еднаш повторват дека нема да дозволат Зоран Заев да си игра со македонскиот јазик. Детото што ја влечеше Радмила Шекеринска за коса во собранието на 27 април го призна делото и се извини. Вика таму, разбираш, луѓе дека ова женско е, една е, женско е, пуштете ја и само ја земав и ја тргнав. И толку беше моето насилство, ако е насилство, толку беше. Не беше ни претходно, она стоеше пред мене, еве како вие што стоите пред мене. Она стоеше пред мене, ништо не е онади. Тоа е тоа. После разбираш, од кога тргнав, пак ништо не е онади. Единствено само што тргнав. Тоа е. Толку е. По ваквото признание се очекува да следува и признание од тој што ја дупна главата на Шекеринска со статив за камера, дека не сакал да ја повреди, туку само сакал да ја намести поубаво да излезе на снимките. Повторно скандал ја тресе Прилепската болница.
Како што јавува опозицијскиот Марк Кукуле, во болницата се поделени кафиња Се со извинувам, логото на... Јелена, туку што од режија кажува дека добивме breaking news или скршени вести по македонски. Се вклучуваме од местото каде што се запалило возилото на председателот на местната заедница. Таму е нашиот Кузман. Кузман, има ли повредени? Каква е ситуацијата? Да, студио. Се наоѓаме овде на лице место каде што се работи за запалено возило. На господинот Зоран Картер му е запалено возилото. Дали ова има политичка некоја заднина во овие предизборни времиња, каде знаеме директно од господинот Зоран Картер, председател на местната заедница на Врапчиште? Шипковица, Да, местна заедница Шипковица. Господине Картер, дали е вистина дека ви е запалено службеното возило? Не е службеното, приватното. Мислим, службеното си стои на работа, со приватно се вози. Така, значи ви го запалиле приватното возило, така? Не го запалиле, пробале да го палат, не го запалиле. Така, ова не е прв обид да биде запалено вашето возило, така да? Не е ни втор пат, ова повеќе пати се обидувале, меѓутоа безуспешно. Така, редовно се случува ова. Така, да, дали се знаат сторителите? Некои дечишта. Дечишта си играат тоа, како да ти кажувам. Мислим, така, да. Добро што не било запалено затоа што дознаваме дека колата е на плин, затоа што можел да пукне работата многу, така? Тачно. Али Така, не може да го пала, тоа се како да речам, знаеш, има инсинуации тука дека се работи за некоја политичка позадина, меѓутоа нема шанси. Не нема шанси, шанси, тоа е едноставно, како да кажам, дечишта се тоа и може да видите. Значи не може да го пали секој. За да го може да го пали, треба малку да знаеш, треба искуство за таа работа. Така да сакам да апелирам дека тоа нема врска, ништо веќе виде. Нема да пријавите во полиција, така? Нема зошто во полиција, мислим што има врска со полиција тоа. Не. Добро, значи ова е колата, така? Ецбе, ојвамо. Сега ќе видиш ли како се пали колата, за да го запалиш. Нема некој трагина на палење. Не. Оди влезните, дојде бутнеш. Ајде бе гурни малце. Ме дупиш? Дете дупим, ајде да пали го тука горе, ајде. Студио, да, така се одјавуваме од овој настан. Студио. Изгледа карбураторот му е запушен. А ние продолжуваме со вчерашни. Јас сум шокиран од комшијата. Јас, како стара скопјанка, сум поќе за зимзелено Скопје и да се клава поќе зимзелено. Значи, може, например, бурче мој да се клави, мислам. Злобниците велат дека економијата е во пат, но резултатите на терен покажуваат поинаква слика. Имено во сегментот на млечни производи и чоколади се зголемува конкуренцијата, бидејќи на нашиот пазар е лансиран нов бренд на чоколада. Немаме за лепа, трошиме на чоколада е познат цитат од македонската историја, но се чини дека тоа време помина. Затоа на нашиот пазар со странски брендови ќе се бори и еден наш македонски бренд со име Максим Димитриевски. Чоколадите се во компактна форма од 7 грама, што ги прави совршени за патување во странство во случај да ви падне шекерот. Чоколадото е со изразена блага и нежна арома, но познавачите на какао индустријата велат дека во минатото ваквите чоколади со тек на време стануваат горчливи и тешки за голтање. Во очи локалните избори, партиите користат секакви дисциплини и се борат за секој глас. Покрај класичните алатки како ТВ спотови, билборди, постери, пенкалца, запалки, привезоци, мајци, капи, гаки и чорапи, се користат и директни средби со граѓаните. Ланчо направи прилог за тоа како се подготвуваат партиските активисти. Се наоѓаме во центарот за обука за одврата на вратувачи. До мене е Стојанче, кој што е со голема кариера. Тој започнал како коледар, потоа има работено за Herbalife, Lioness, маз за хемороиди на природна база и Јеховини сведоци. Стојанче, што работите сега во моментот? Како што може да приметите, се наоѓаме тука во центарот за обука за одврата на вратувачи, како и секоја година апропо локалните избори и оваа година политичките партии своите членови ги испраќаат кај нас за обука за комуникација. Одлично. Што поточно се учи овде? Во моментот извршуваме разни обуки, како што се бонтон, одрана на миленици, намигнување, body language и проценка на реакции. Да. Што значи проценка на реакции? Може да ни објасните? Па видете и самите, преку најразлични звуци, крскање на пот, ламинат, лајање на куќи или слично, ние проценуваме дали уопште сакаат да отворат. Потоа по израз на лице и говор на тело проценуваме дали им е пријатно што сте од партија А или партија Б. Некои врати не сакаат да се возвратат, така и некои одврата на вратувачите треба да се повратат. Имали случаи да не може да се отвори вратата при што се пристапува со вратолом и така натаму и така наваму.
Сега предлагам да видиме еден снимен материјал за тоа како функционира на лице место, односно како работи еден одврата навратувач. Коледе, леде, паднало греде. Добар ден. За лајна си имаш чуено? Имам точно, но немој да ме допираш. Студио, тргни се. Студио! Јавноста ја бранува, меѓу другото, и кандидатурата на Јохан Трчуловски за градоначалник на Киселавода. Како што сметаат некои експерти, тој според закон не смее да се кандидира за градоначалник затоа што е осуден од страна на Хашкиот суд за сторени воени злосторства. Како што велат од ДИК, тие испратиле писмо до Хашкиот суд со кое бараат да им се достават документи дали кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на Кисела Вода е осудуван. Од комисијата потврдуваат дека ги добиле документите, но тие се на холандски јазик, па со цел да го одгатнат, запишале еден член од комисијата на курс по холандски јазик. Се очекува до јули 2018-та, најдоцна септември истата година, членот да го постигне нивото на познавање на холандскиот јазик и да им го преведе документот. А сега, нашата добро позната рубрика «Некнешни новости». Никако не е добро позната рубрика. Прв пат ја имаме. Маја е во другото студио. Некнешни новости, значи новости од некни во минута и кусур. Време тече сега. Дајте одма од режија да ја видиме советничката листа на Народното движење за Македонија. Ајде сега тргнете ја, не мора да ја гледаме повеќе. Од партијата на Facebook пишаат дека изборната математика ги разреши сите дилеми за гласањето на 15 октомври. Екзактно и прецизно. Еве како. Еднакво на... Океј, Јанко Бачев, Нобелова за математика. И за крај, кој рече дека нема дебати за локални избори? Во Куманово има, додека сум со броење во математикава. Него, Максимо, ДСДС, Башки Алијанса на албанците и Бесник од ДПА. Тројца сега треба 5. Добро, ми фали Зоки од ВМРО и Дритон од Беса. Тие можда имале работа, не стигнале, не им се стопил болерот. Ставиле погрешен бензин во колата, па му трокирала, му се дупнала гумата од точакот. Немале карта за автобус. Све бива, лекано и пријатно. Јас сум шокиран од комшијата. Само во Техномаркет, секогаш најголеми избори и најдобри цени на бела техника, мали апарати за домакинство, IT опрема и комуникации, телевизори и аудио опрема, клима уреди и уште многу други производи. Техномаркет, 15 години со вас. Постојат два типа луѓе. Оние кои земале Форца кредит и оние кои ќе земат Форца кредит. А знаеш ли зошто? Затоа што секоја нова Форца апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш и земи кредит без камата и без трошоци онлайн на forza.mk или телефонски на 02 323 6666. Откако ја спаси демократијата во Македонија, сега Заев се нафати своерачно да ја спаси и македонската музика. Ова тој го покажа и на последниот митинг, кој може слободно да се нарече и концерт на СДСМ. Ова
Овој чекор освен што ќе ја спаси македонската музика, покажува и тоа колкав домаќин е Зоран Заев, па наместо да троши пари за пејачи и групи да ги забавуваат присутните на концертите, тој се нафати и сам да ги забавува. Се очекува тој да биде и специјален гостин на концертот на Стинг во арената Борис Трајковски, каде што заедно ќе изведат песната Desert Rose, односно Пустинска ружа. Граѓаните на Карпош се револтирани од новото мото на партијата Гром за предстојните локални избори. Мотото "Резултати, а не приказни" ги збуни граѓаните на Карпош, кои останаа затекнати од ваквата насока на партијата. Нели он е член на 38 кукни совети и место да се занимава со сондажа, он тука се занимава со слогани. Што ти кажа? Со што ќе заспивам јас внуци, ако нема приказни? Со таблети? Па како ќе заспивам без приказни? Пратете ги приказните, пратете ги приказните, пратете ги приказните, пратете. Драги гледачи, оваа вечер се наоѓаме во општина Карпош, како што може да забележите, се случува еден масовен, но бучен протест на луѓе кои што се револтирани од слоганот на кампањата за градоначалник партијата Гром на актуелниот градоначалник на општина Карпош Стефче Јакимовски. Слоганот е "Резултати, а не приказни". Можете да забележите дека позади мене се карактери од светските и македонските бајки кои што се изреволтирани од слоганот. По тој повод ќе позборуваме со портпаролот на Сдруженијето на вредени карактери, господинот Титар Пео, кој што ни доаѓа директно од македонските народни приказни. Господине Пео, што значи ова за вас? Галиба, како стар карпошанец со прилепски корени, јас сум шокиран од комшијата. Еве, со моите колеги знаеме оти Карпош е пензионерска општина. Така е! А ова се директно навреди и кај најмладите граѓани на Карпош. Зошто да нема приказни кога ние живееме за нив? Така е! Така е! Би се сретнали ли со господинот Стефче? Секако. Сакаме да се сретнеме и ќе се сретнеме со комшијата Стефче и ќе бараме да ни дообјасни зошто такви навреди на наша адреса. Сполајте, господине Пео. Директно оваа вечер од Карпош, каде што фантазијата и реалноста се во кавга. Вашата или салфета? А иницијативата да не се укинат приказните ја поддржа и кандидатот на СДС Стефан Богоев. Бидејќи нему овие приказни му се тазе слушани. Многумина останаа фрапирани од податокот дека само 18% од населението во Република Македонија е поврзано на канализациона мрежа. Но место за паника нема. Доаѓаат локални избори и ќе се подобри животот во селата. Барем така вети една политичка партија. Со со воведување на повеќе интернет низ селата, силно ќе се подобри квалитетот на животот. Повеќе на оваа тема директно на терен го имаме Ланчо со својот соговорник. Да, така е, студио партијата која доби најмногу гласови на последните избори, а нели во сурова игра на судбината преда во опозиција, ВМРО ДПМН им вети на граѓаните дека ќе поврзена мрежа. И тоа не било каква мрежа, туку интернет мрежа. До мене е Николчо Поптемов, кој што ќе ни објасни нешто околу се тоа. Видете, господин, ова село е малце заглавено во таа, како да речам, analogic way of thinking, и време е да влезе во 21. век, односно во digital era. И затоа ние како партија се залагаме да ја доставиме оваа мрежа со цел да го најблиску што може да допреме до пулсот на граѓаните, да видиме кои се нивните потреби и според тоа да изготвиме решение за нивните потреби. Добро, а како дознавте дека на граѓаните им треба интернет? Нормално тоа го дознавме преку телефонска анкета. Сигурно ќе ме запрашате како поставивме телефонски линии во селото. Не. Во ред, може би вашите гледачи ќе ги интересира, тоа го направивме преку поштенска анкета. И видете вака, еве, би ве запрашал вас еден пример. Доколку имате unnecessary file во вашиот десктоп и го избришете и го ставите во recycle bin. Добро. Каде оди потоа? Не знаете, нормално. Тоа е целата работа. Добро, ви благодарам. А сега да ги запрашаме граѓаните што мислат за овој. Господине,
Добар ден. Едно прашање. Дали ви е потребна интернет мрежа? Интернет мрежа? Се разбира дека ни е потребна интернет мрежа, господине. 21 век сме, немаме интернет овде. Место во веца да влезам со iPhone, со лаптоп. Ние со вестници влегуваме, читаме, нема ни вестници повеќе. Значи не ми се прави муабет. Добро, во ред ви благодарам. Ете, драги гледачи, гледате дека приоритетите на граѓаните во оваа општина се на првото место. А каде иде материјалот кој што е избришан и се брише од Recycle Bin, останува мистерија. Две најголеми политички партии, еден главен град, две различни програми. Имаат ли нешто заедничко кандидатите за градоначелник на Скопје? Скопје мора да дише чист воздух. Па затоа ветувам дека ќе направиме пола милион квадратни метри со зелени површини. Зеленилото е императив. Како? Зеленилото е императив. Точно така. Зелено Скопје е императив како за Петре, така и за Коце. Повеќе на оваа тема вчерашни разговараше со секретарката во Паркови и Зеленило и директорка на Цветниот пазар во Скопје, господја Цвета Ружанов Трендафилов, која внимателно ги анализираше програмите на ВМРО ДПМН и СДСМ. Кажете ми, вие како стара скопјанка и цвеќарка, како ги оценувате заложбите за Зелено Скопје на опозицијата и позицијата? Јас како стара скопјанка сум поќе за зимзелено Скопје и да се клава поќе зимзелено. Значи може например Борче мој да се клај, мислам. Кој Борче, хирургот Борче? Се зезам, продолжи. Зимзелени поќе дрва, например, еве нека се увезат молики. Од тие се многу убави дрва. Плюс сите знаеме вака стари скопјани кои ќе ојме битола, значи то мискојна мириса моликата кој ќе размириса, многу е убав, не знам. Ако може само малку радиото потивко. Така. Кажете ми, која партија очекувате повеќе да засади? Па видете сега од досега ВМРО ДПМН е она што го имаме видено, нели, поќе се наклонети кон тропските билки и како дрва најчесто палмите, и речните дрва во нели кај старите скопјани познати како вардарски врби. Кажете ми што е со новата власт, нели валја доаѓа животи за дрвјата. Во програмата има секој инвеститор што ќе гради во Скопје мора да засади по 3 дрвја по стан. Видете вака, јас тој дел од програмата мислам дека не е нив нешто многу убаво разработен, оти генерално многу бесправно се гради и сега треба тука да се дода и нешто, например на секоја соба изградена бесправно, треба да се кладат по 2-3 сакси хризантеми, божури, па да има тука доста гипсофила, па да има лалиња, да се извадат темјанушки на пенџере, значи правиме муабет за посериозни зафати околу зеленилото. Тие некако многу штуро тоа го имат нафрлено и на крај многу убаво знаеме, значи СДС зашо се дојдени за власта, да не се лажиме сега, мислам. Добро, а албанските партии? Тие си имат свои канали за снабдување со огревно дрво, нивни си се тие, нема тука шо, плюс од дрвја и шуми нив ги интересира само шумска полиција. Ви благодарам многу. А сега да видиме какви се проценките на експертите за резултатите на локалните избори. Зборуваме со само прогласениот доктор по кладење, легендата од Мичурин, Стево Венгер, алијас Стево на мајка, кој ќе типува на победници на општините на престојните избори. Добра вечер, Стево. Викаме Венгер слободно, викаме. Значи никако, ти и Венгер не личите. Дали има добитно ливче за престојните локални избори? Види се, не знам од каде да почнам. Па можеш од ливчето, например. Еве го ливчето. Значи, Скопје не чашкаме воопшто. Ми личи као да е договорена со овие од ДУИ, знаеш, и на крај може евентуално X да излезе. И што правиме? Добро, а какви се шансите на помалите партии? Дали ќе видиме во втор круг некој од помалите партии или независен кандидат? Пази, еве го ливчето. Тука лежат парите. Им даваат на маливе ненормални
коефициенти. Пази се, Бачев 30 коефициент, Левица 25 коефициент, Стефчо Карпош 2,5 коефициент, Дејан Јовановски ако го ставиш за центар, добро се, он крило играше цел живот, така 3,1 коефициент. Ако ги ставиш дека Беса ќе го освои тетовот со 4,2 коефициент и тука евентуално Маријанчо Уприле да го ставиш, пошто мора да имаш една сигурна наливче, не викам не, со 100 пази, лапаш 2,5 милиона денари. Веќе, да не кажам 40,000 евра. Ова ако искочи, па ја више не се кладам, баце. Дали може би ставивте ливче за конечен победник, некој сингл да речеме? Не. Пази, тоа нема годинава. Баце, пази се. Имаш некои сигурни иксови од типот еве. Тука икс имаш Аеродром, икс Газибаба, икс Охрид. Така. Добро, во ред. Ви благодарам за споделените резултати. А на вас, драги гледачи, можам да ви препорачам никако да не се кладите. Топло, ладно, ветер, снег на планините, дожд во котлините. Ова се само аматерски прогнози, професионалните од нашиот метеопат. Не врне, ама таков бране на потек. Ќе врнат флаери у Скопје. Ќе биде суво и топло со што се очекува зголемен процент на упалјачи од брендовите Петри и Коце. Тоа не очекува, драги гледачи. Лека ноќ. Јелена, мислам дека полека можеме да почнеме да привршуваме. Дојде почетокот на вчерашни. Веќе сме чекор за ците. Гледајте не на YouTube и следете не на Facebook. Добро утро. Добро утро и од мене.